Во овој информативен преглед ви ги донесуваме најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. По кратките најави се враќаме веднаш. Општина Велес продава парцели за викенд куќи, хотел и стопански комплекс во близина на езеро Младост. 414 слободни работни места во 113 компании има во Вардарскиот регион. Федерацијата на фармери на Република Македонија бара откупната цена за килограм вранец да биде 17 динари, а за смедиревка 16. На езерото Младост општина Велес продава парцели. На продажбата се ставени вкупно 11. 9 за викенд куќи, а по една парцела за изградба на хотел и една за индустријски комплекс. Продажбата ќе биде по пат на јавна електронска лицитација за викенд куќите на 17 август, а на 31 август за хотелот и индустријскиот капацитет. Се продаваат 11 парцели сопственост на Република Македонија во непосредна близина на езерото Младост. Двете локации се за изградба на викенд куќи. Една е за хотел и една парцела е наменета за изградба на индустријски комплекс со намена за лесна и незагадувачка индустрија. Според урбанистичкиот план за понудените парцели за викенд куќи, идните сопственици ќе може своите градби да ги планираат како приземје плюс спрат. Според понудената понуда, најмалата парцела е 603 квадратни метри, а најголемата 1059. Продажбата е по пат на електронско јавно надавање и е закажана за 17 август. Последен ден за пријавување за учество на електронското јавно надавање е 2 дена пред истото да се одржи. Понудената парцела за изградба на хотел е со површина од 10.659 квадратни метри. Нова локација според планот е предвидена градба од приземје плюс 3 ката. Заинтересираните за оваа локација електронски ќе надаваат на 31 август. Истиот ден на продажба е ставена и парцелата во местноста Викана Плоча. Тука идниот сопственик ќе може да изгради стопански комплекс со намена Г2 лесна незагадувачка индустрија. Вкупниот број на слободни работни места во Вардарскиот регион изнесува 414 во 113 компании. Работодавачите за вработување имаат потреба од најразлични профили, од хигиеничари до шивач, возач, книговодител и комерцијалист. Слободни места има за 169 невработени лица. Вработувањето најчесто се за определено време, месечниот личен доход најчесто е околу минималната загарантирана плата. Колешката Дијана Иванова анализира. Во моментот во регионалниот центар за вработување во Велес активни се 43 огласи. Работодавачите за вработување имаат потреба од најразлични профили, од хигиеничари до шивачи, возачи, книговодители, комерцијалисти, угостители и земјоделски работници. Слободни места има за 169 невработени лица. Вработувањето најчесто е за определено време, а месечниот личен доход околу минималната загарантирана плата. Невработените кавадарчани имаат можност за работа да аплицираат на 48 активни огласи за вработување. Во моментов слободни места има за 87 лица. Најголем дел се работни места на определено време. Во Неготинско 20 правни субјекти бараат работници. Во оваа општина 163 лица може да најдат свое вработување. Најголем број од огласите се за вработување во локалната фабрика за прехранбени производи. Во моментов најмалку активни огласи има во општина Свети Николе. Таму само 2 компании имаат отворени огласи за вработување на 2 лица. Овие податоци се добиени од нашата денешна анализа на слободни работни места, објавена на веб страната на Агенцијата за вработување. Во Македонија денеска, според АВРМ, има понуда за 8172 слободни работни места. Општинската организација на СДСМ го обвини раководството на општина Велес дека локалната самоуправа има долгови конфирми за реализирани и неисплатени градежни зафати кон јавното комунално предпријатие Дервен и конфирмите кои ги превезуваат учениците. Ова го истакна Весна Стојанова Богоевска од СДСМ. За ова преку писмена реакција реагираше општина Велес, во која се вели дека СДСМ продолжува со дволична политика.
Општинската организација на СДСМ преку пресконференција го обвини раководството на општина Велес дека локалната самоуправа има долгови во висина од 101 милион денари кон фирми за реализирани, а неисплатени градежни зафати кон ЈКП Дервен и кон фирмите кои ги превезуваат учениците. Весна Стојанова Богоевска тврди дека општината е рангирана на 12-тото место по задолженост. Постои сериозна загриженост за нарушената ликвидност на општината. Тоа може да доведе до блокирање на жиросметката на општината и до парализирање на сите активности и до неисполнување на законската обврска на општината да ги извршува законски доверените надлежности и да дава квалитетни сервисни услуги на граѓаните. Стојанова Богоевска го повика градоначалникот Чадиев и мнозинството на Советот да не преземаат никакви градежни активности до крајот на мандатот, туку приходите да ги наменат за раздолжување. Преку писмена реакција реагираше општина Велес, во која се вели дека СДСМ продолжува со дволична политика. Заборавија дека општина Велес по многу параметри е најдобрата општина во државата. Воедно сакаме да ги информираме дека општина Велес редовно ги извршува обврските кон побарувачите. Нивната лажна грижа нема потреба да ја истакнуваат. Сметката на општина Велес нема да биде блокирана. Единствениот период кога општината не можеше да ги извршува своите надлежности е периодот кога СДСМ создаде вештачка криза, вакуум период и не ги распиша локалните избори, па во одреден период беа суспендирани подписите на градоначалниците, се вели во реакцијата. На СДСМ им смета фактот што граѓаните на Велес се задоволни што во изминативе 4 години градоначалникот Чадиев реализираше над 400 проекти. Само во делот на инфраструктурата реализирани се 120 проекти. Им сметаат отворањето фабрики и нови работни места. Им сметаат и индустриските зони и развојот на спортот и формирањето на добри клубови, стои меѓу другото во писмената реакција. Македонската ракија е производ кој е најатрактивен за рускиот пазар и производ кој може да ја унапреди трговската размена на двете земји. Преку организирање и обединување на производителите на ракија од Повардарието и другите делови од нашата земја, Конзорциум Иноватор 2013 ќе се обиде да извезе ракија на рускиот пазар до крајот на годинава, односно до идната пролет, бидејќи голем број производители го продаваат овој производ кој како ќе се снајде. Преку организирање и обединување на производителите на ракија од Повардарието и другите делови од Македонија, Конзорциум Иноватор 2013 ќе се обиде да извезе ракија на рускиот пазар до крајот на годинава, односно до идната пролет. Голем број производители го продаваат овој производ кој како ќе се снајде. Затоа што се бараат акцизи, се бараат маркици, се бараат дозволи за производство. Сега новите прописи бараат и нови регулативи да поседуваат производителите. Овде станува збор за организиран пристап на конзорциумот и една од фирмите членки на конзорциумот. Ракијата која би се продавала по фришоповите и аеродромите низ Русија треба да биде со повисока цена во однос на сегашната. Минималната цена треба да биде во пакување меѓу 10 до 15 евра. Пакување од 750 грами. Она рефузното треба да биде негде околу 5 евра по литар ракија. Како што истакна Ракиџиев, ќе се откупува исклучиво ракија произведена од грозје, без разлика дали е грапа или со анасон. Истата ќе биде лабораториски контролирана, а со сите производители кои се заинтересирани да го продадат својот производ, ќе се склучат договори. Откупната цена за килограм вранец да биде 17 динари, а за смедиревка 16 динари, додека договорите меѓу преработувачите и лозарите да бидат склучени пред откупот, да се почитуваат и да бидат под постојан надзор на пазарниот инспекторат, бара Федерацијата на фармери на Република Македонија. Федерацијата на фармери на Република Македонија бара откупната цена за килограм вранец
да биде 17 денари, а за Смедеревка 16 денари, додека договорите меѓу преработувачите и лозарите да бидат склучени пред откупот, да се почитуваат и да бидат под постојан надзор на пазарниот инспекторат. Од Федерацијата велат дека оваа година од пролетните мразеви се уништени речиси 70% од родот и затоа бараат што поскоро обештетување и на лозарите и на овоштарите, како и нивна доедукација за климатските промени, чии последици се евидентни. Во Република Македонија, според статистичките податоци, има 48.000 индивидуални земјоделски стопанства кои екзистираат од производство на грозје, а најголем процент се во Кавадаричкиот и Неготинскиот регион. Барањата ќе бидат доставени до ресорното министерство и стопанските комори. Федерацијата на фармери на Република Македонија воедно иницира заедничка средба на лозарите и откупувачите со министерот за земјоделство Љупчо Николовски. На Кавадаречкиот пазар денеска раните сорти на грозје си ја задржаа цената и се продава од 50 до 60 динари за килограм. Додека пак на откупните пунктови грозјето се откупува за 30 и 35 динари за килограм. На дивите пазари е слично со таа разлика, но нема сигурност. Рекордната количина од 20 милиони килограми се очекува и годинава да биде набрана со тоа што пласманот е најважен. Во тиквешијата трапезните сорти годинава нешто порано од вообичаеното време се спремни за берба. Рекордната количина од 20 милиони килограми колку се бере во тиквешијата се очекува и годинава да биде набрана, со што пласманот е најважен. Доколку има организиран откуп со извоз во странство, тогаш нема да има проблеми. Во спротивно ќе биде тешко за лозарите. На денешниот пазарен ден во Кавадарци, раните сорти си ја задржаа својата цена и повторно се продаваа од 50 до 60 денари за килограм. Додека пак на откупните пунктови низ тиквешијата, грозјето се откупува за 30 и 35 денари за килограм. На дивите пазари е слично со таа разлика, но овде нема сигурност. Затоа е добро да се практикува сигурен откуп, па макар и по пониска цена. Но пред се, како најдобар адут, квалитетното грозје секогаш се продава. Штркот кој што беше заплеткан од конец и заглавен во сопственото гнездо е спасен. Херој на настанот се кавадарчаниот е една локална компанија за електроодржување кој благодарение на нивната механизација го спасиле малото животно. Дополнително со самото тоа што имаат соодветна опрема почувствувале уште поголема одговорност да направат едно добро дело. Помалиот бел мршојадец кој минатата година падна на кавадаречките улици за потоа да биде спасен од совесни граѓани, љубовта кон животните кои ја имаат кавадарчани ја почувствува и мал штрк кој беше заглавен во своето гнездо. Информацијата за штркот заплеткан во своето гнездо во село Сопот беше споделена од страна на жител и веста на брзина се рашири по социјалните мрежи, на што експресно реагираше тимот на една локална компанија за електроодржување, кои благодарение на нивната механизација го ослободија малиот штрк. Тие со корпата од нивното специјализирано возило пристапиле до гнездото во кое го нашле штркот заплеткан во конец кој е носен од самите птици во гнездото. Штркот, иако бил преплашен, сепак им дозволил на своите спасители да му помогнат и да го ослободат. Од компанијата велат дека тие се големи љубители на животните и нивната акција била само нормална реакција на човек кој ги сака животните. Дополнително со самото тоа што имаат соодветна опрема, почувствувале уште поголема одговорност да направат едно мало добро дело. Откриена мистериозната болест од која починаа таткото и синот од Симница. Министерот за здравство Армен Таравари преку видеопорака од Соединетите Американски држави информираше дека причина за смртта на двајцата мажи од Гостивар е хеморагична треска, која предизвикува хантан вирус. Уште тројца пациенти од Гостивар се примени на инфективна, но се надвор од животна опасност. Епидемиолозите се на терен, а од Агенцијата за храна и ветеринарство соопштија дека се земени мостри за лабораториско испитување од добиточната храна и вода. Вестите од Македонија.
Пратениците од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија имаат подготвена нов пакет од нови 8 закони кои ќе ги представат во следните 2 недели, а тие се во интерес на граѓаните на Македонија. Ова го најави пратеникот од ВМРО ДПМН Илија Димовски на пресконференција. Ние интензивно, активно ќе поднесуваме законодавни иницијативи, но и други иницијативи кои што се квалитетни и кои што ќе помогат на голема категорија на граѓани. Во моментот имаме иницијативи кои што се однесуваат на продолжување на породилното отсуство, на зголемување на платата во јавниот и државниот сектор, закон за лекарите со кој што ќе се овозможи на специјалистите да добиваат 100.000 денари плата, на докторите од општа пракса 56.000 денари плата, закон за јавно обвинителство и уште неколку други закони. Тој истакна и дека вчера завршила расправата на Комисијата за финансирање и буџет, но се случиле 2 груби прекршувања на деловникот на Собранието на Република Македонија. На граничниот премин Деве Бајр од Бугарија денеска во Македонија ќе влезат 300 припадници во 6 конвои со по 20 борбени возила на вооружените сили на Соединетите Американски држави, кои ќе учествуваат на заедничка вежба со инженерците на армијата на Република Македонија Dragon Guardian 17. Официјалниот дел на започнувањето на вежбата, која ќе се одвива во армискиот полигон Криволак, но и во неколку други градови во земјава, утре и задутре во рамки на цивилно-воената соработка, возилата ќе бидат презентирани во Скопје, Штип и Велес, при што преку интеракција со локалното население. Покрај презентацијата ќе се реализираат фитнес сесии како и детски надпревари. Вежбата е наменета за поддршка на целите за обука за зајакнување на стандардните оперативни процедури на инженерите и АПХО единиците од составот на АРАМА, како и унапредување на взаимното разбирање помеѓу АРАМА и САД. Во невремето проследено со силен дожд, што денеска попладне го зафати Истанбул, повредени се најмалку 2 лица, а водата на улиците доведе до прекин на градскиот сообраќај и откажување летови на аеродромот. Надојдената вода по улиците однесе многу возила, а граѓаните останаа заглавени обидувајќи се во шпицот да се вратат од работа во своите домови. Летовите на меѓународниот аеродром Ататурк се откажани, а не работи ниту метрото во овој турски мегаполис. Во пристаништето Хајдар Паша се преврте голем кран што доведе до експлозија и пожар кој веднаш беше изгаснат. Во делови на Истанбул и трамвајскиот превоз е во прекин. Вестите од светот. Инцидент на железничката станица во Барселона во се удри во столб. Според првичните информации, најмалку 48 лица се повредени. За сега нема информации за загинати лица. Локален новинар на Твитер објавил дека во судирот 5 лица се потешко повредени, а вкупно 18 се пренесени во болница. И машиновозачот е меѓу повредените. Со 98 гласови за и 2 против, американските сенатори изгласаа воведување на нови санкции против Русија, Иран и Северна Кореја. Санкциите претходно ги одобри представничкиот дом. Таму гласањето беше 419 гласови за и само 3 против. Законот сега се препраќа до Белата куќа. Председателот Доналд Трамп има право да го потпише или да стави вето. Нацрт законот за буџетски трошоци со кој се предвидува зголемување на војните средства за 68 милиарди долари, представничкиот дом на Конгресот на САД го одобри. Одобрени се 1,6 милиарда долари за изградба на ѕид на границата со Мексико. Со изгласаните промени следната фискална година Пентагон ќе има буџет од 658,1 милиарда долари, што е за 18,4 милиарди повеќе од сумата што ја побара председателот. Инаку конгресмените нацрт законот за буџетски трошоци го одобрија со 235 гласови за и 192 гласа против.
Од утре следува период на стабилно сончево и се потопло време со постепен пораст на дневната температура. Најтопло се очекува да биде кон средината на следната работна седмица, кога дневната температура на воздухот ќе достигне до 40 степен. УВ индексот ќе има многу висока вредност 9. Со зголемувањето на температурите на воздухот се зголемува опасноста за појава на шумски пожари. Во недела и понеделник попладне во западните делови ќе има услови за ретка појава на краткотраен дожд со грмежи. Ова е последната информација за овој дневник. Јас ви благодарам на вниманието.